Версус со Горан Лалов. Версус на Канал 8, добро вечер. Една силна аура проследена со голем медиумски интерес се формираше од фортификацијата на новиот политички субјект на македонската сцена, Алијансата за позитивна Македонија, која неодамна доби лидер со акламација, беше избран Љупчо Зиков. Тој е вечерашен гостин во Версус на Канал 8. Добро вечер, добре дојдовте во Добро вечер. Господине Зиков, од моментот на вашиот избор за лидер на Алијансата за позитивна Македонија помина релативно кус период, меѓутоа доволно за медиумите да пишуваат и вие да бидете еден од најбараните политичари во моментов во Македонија. Кажете ми како помина изборот и кои се првите политички чекори што ги влече раководството на партијата? Благодарам на поканата да им се преку оваа емисија обратам на регионот на Кочани. Јас инаку имам и емотивни врски со овој регион, јас овде израснав во Истибање, Виница, Кочани, имам и многу пријатели и роднини во овој крај, така да со голема радост дојдов во вашиот регион денеска. Пред една недела во Македонската опера и балет во Скопје имавме 650 делегати и вкупно 1000 луѓе, значи остатокот беа гости на нашето свечено собрание, кое беше и работно, на кој ги избравме и телата. Позицијата што ја одбравме како Алијанса за позитивна Македонија да ја имаме на македонската политичка сцена е центристичка и како таква е независна сама од себе. Колку во политиката можеме да зборуваме сега за независност и колку тоа не е апсурдно, меѓутоа ние таква една позиција си зададовме на политичкиот простор. Независно од аспект на тоа дека ќе нудиме решенија за Македонија. Ние ќе се вртиме назад само таму каде што мора, само таму каде што има области кои што создаваат дефект во нашето живење. И во нашата програма поставивме визија за Македонија за напред, за следните 10, 15, 20 години. Решение за Македонија е програмата на една друга опозицијска политичка тоа беше документ на таа програма. Немате ништо заедничко. Немаме ништо заедничко. Нудите сосема поинакви решенија, особено за најголемото зло со кое денеска се соочува Македонија, тоа е иселувањето на младите и за кој што велите дека е најголем екзодус во историјата на државата, тоа го споменате. Јас сметам дека Македонија ги живее своите можеби најтешки моменти од своето постоење, независност од пред 23 години, заради тоа што се соочува со еден во редицата од најголеми екзодуси во Македонија во последните 1,5 век. Ако, и тоа го кажа во неколку наврати, ако можеме да кажеме дека ако зборуваме за екзодуси пред Првата светска војна, пред Втората светска војна, по Втората светска војна, екзодусот на нашите македонци од Егејска Македонија, тоа беа воени екзодуси врз основа на воени операции, екзодуси каде што македонското население губеше многу поради плановите и шемите на странски сили, на странски геостратегии и така натаму. Денеска имаме екзодус кој сами го правиме, сами го продуцираме. И јас во една моја последна колумна напишав: денеска македонците сами, без никој да ги притиска, се иселуваат од своите огништа, без притоа критички да размислиме што правиме во тој дел, бидејќи станува збор за една мала нација. Ние како нација на Балканот сме можеби и најмалата нација после црногорската нација. Црногорците се 500.000 граѓани, ние сме 1,6-7 милиони кои живееме хомогено на овој простор, ако ги извадиме од таа бројка нашите сограѓани албанци кои живеат со нас. Сега дополнително на тоа се намалуваме. Белата чума коси и таа не би била проблем доколку оваа нација е голема и има своји потенцијали економски, наречеме да имаме ние синови кои можеме и синови и керки, да имаме деца кои можеме да ги споделиме со светот, нели во тој дел, ама да ни остане еден дел овде да работи, да инвестира, да шири предприемништво и така. Решението го гледате во сериозна и проактивна економска политика на инвестиции. Да. Ќе продолжам и со најавите за нови 100.000 работни места со вашите економски политики, тоа во реалниот сектор на предпријатијата.
А веројатно како и останатите опозицијски партии се залагате за изедначување на третманот помеѓу странските и домашните инвеститори, нешто што не е случај последните Значи, години. тоа е целиот еден концепт, пакет што ние го предлагаме и што го работиме сега во моментот и официјално ќе го предложиме некаде, предпоставувам, пред нова година. Тоа е концептот за 100.000 работни места, со попретходно изедначување на третманот на домашните и странските инвеститори. Ние сметаме дека во период од 5 години, колку треба, например, да биде 4 години еден мандат на една влада, доколку таа влада го има искрен својот мандат, значи искрено го тера, и го прифати тој концепт, ние сметаме дека во период од 3 до 5 години, 4 до 5 години, може да се реализираат 100.000 работни места во реалниот сектор, значи во секторот на предпријатијата, индустријата, земјоделството, туризмот, енергетиката, гасификацијата. Неолана Ставревски се пофали со отварање на нови 100.000 работни места во Македонија благодарение на економските политики на владата, но тие не се во реалниот сектор. Затоа го потенцираме, затоа го потенцираме тој дел. Ние сметаме дека јавната администрација треба да биде силна, обучена и треба да има своји квалитетни работници кои чекорат со времето, значи со новите промени, со технологиите и така натаму. И точно е, можеме да прифатиме дека јавната администрација треба да се надоградува со квалитетни кадри. Но, ние сметаме дека некритичко вработување во јавната администрација, на начин на кој се прави во последно време, во последниве години, и штети на Македонија. Прво и штети на буџетот на Република Македонија, бидејќи полнењето на буџетот дефинитивно ќе доцни заради повеќе, значи ќе доцни за трошоците што ги има буџетот и обврските од буџетот према целните групи, како што се платите на јавна администрација, пензиите кои се многу важна алатка мислам многу важен дел од буџетот, социјалните трансфери. Ги потенцирав пензиите заради тоа што некако некритички пензионерите во Македонија многу се радуваат за 100, 200, 300, 500 денари зголемување на пензиите. Најавено зголемување уште за 5% со новиот предлог буџет. Да, значи знаете, не фер, не искрено е кога владата ќе го удри пресингот према политичките конкуренти, опоненти и така натаму, со таков тип на мерки, со пари кои не ги заработиле луѓето во владата, ги заработило стопанството, па ги става во владата, представниците трошат од тие пари. Сега, кога имате таква контрапункт која ја удира владата во играта во секојдневната политичка пресметка, сега да кажеме ние од оваа страна стоп за зголемувањето на пензиите, нашиот народ како вели? Ке вели, овие се против пензионерите, против социјалните трансфери, против работниците во јавната администрација. Јас само ќе кажам една порака. Ние ќе поддржиме секоја политика која ја подобрува состојбата на сиромашното население во Македонија. Во таа сиромашна категорија ја сметаме и пензионерската структура во Македонија. За социјалните трансфери да не зборуваме, тие се наменети за сиромашното население. Меѓутоа, ние свртуваме внимание дека со вакво некритичко трошење на средства и зголемување на таа база од буџетот, значи во тој дел, наместо тие пари да се насочат во програми кои ќе го помогнат и ќе го создадат подобар амбиентот за инвестиции во реалниот сектор, преку некои други алатки кои ги нуди буџетот и она што значи економија која треба државата да ја води во голем дел на пазарот, нели? Во тој дел велам треба заради тоа што има доктрини кои велат државата да не се меша во стопанството. Ние велиме дека државата треба во оваа фаза на македонскиот развој да остане во стопанството како играч, меѓутоа парите да ги намени, исклучиво парите, приходите од буџетот во најголем дел да се наменат за стопанството. Пензионерите, јавната администрација, еден ден ќе бидат жртва на оваа политика денеска што се носи, и јас таа порака сакам да ја упатам кон нашата јавна администрација која е многу бројна, бидејќи мора да внимаваме кој го полни буџетот во Македонија. Буџетот во Македонија го полнат компаниите на кои секој ден дневно им е потешко и потешко. Се борат со ликвидност, се борат со пристап до кредитите, се борат со пазарите кои тешко можат да ги освојуваат заради немање на доволни инвестиции во своите компании и така натаму. А овде како државата да станува помалку маќеа на реалниот македонски сектор. Се повеќе станува мајка
на некои странски инвеститори кои доаѓаат овде, кои зазимаат многу подобри позиции на пазарот во Македонија, на пазарите во регионот од пукајќи од овде, нели во тој дел. Некако државата како да се сврти комплетно, како да стана помодарство, да ние ги носиме само странските инвеститори овде. Да, тоа неодамна го разговаравме со потпредседателот на СДСМ Ванчо Узунов. Прашањето кое што му го упатив нему беше дали е добро да се направи еден брз импулс со овие странски инвестиции, да се раздвижи малку македонската економија, оценувајќи општата состојба за и амбиентот за водење бизнис во Македонија каков е? Да, значи, не можеме да кажеме дека не е подобар амбиентот за водење бизнис во Македонија, да речеме, ако споредиме каков бил амбиентот за бизнис во 90-тите години. Македонија во 90-тите години, претпоставувам и за тоа ќе ме прашате, ќе разговараме, се соочуваше со една тешка економско-социјална криза, обременета со многу криминал, корупција, тоа е фазата на приватизација, која како модалитети си го носеше сето тоа со себе, нели, цело време. Ние да зборуваме сега, па ќе одиме ретроактивно. Така. Сега, денеска, кога сето тоа заврши, амбиентот во Македонија, јас многу пати велам, Македонија, без разлика и какви политики се воделе, Македонија малку ни крива ни должна оди напред, нели, во сето тоа, така да тој амбиент се подобрува само од себе. Прво, Македонија станува поотворена земја, наударена странски инвеститори кои носат овде своја нова деловна култура, деловни навики, деловни планови, начинот на работење е сменет. Например, кога ќе видите некоја странска фирма како работи, сигурно дека домашната се угледува во таа фирма, па ги применува тие механизми. На крајот на денот, целата таа интернет технологија ги отвори и луѓето и на еден начин нашите мозоци ги отвара према светот. Денеска светот на вистина, во вистинска смисла на зборот стана глобално село, така да ако некој проект не знаеме како да го изведеме или да го реализираме, доволно е да се закачиме на YouTube или на интернет па да видиме како тоа ќе биде. Сега, она што фали во Македонија е концентрација и фокусација. Значи, она што Алијансата за позитивна Македонија сака да го коригира на политичката сцена е да се понуди конкретен, строго фокусиран проект како да им се помогнат на македонските предпријатија, не само на странските, да парираат на македонската политичка сцена, на македонската економска сцена и да станат посилни извозни компании, бидејќи Алијансата за позитивна Македонија како проект паралелен на проектот за 100.000 работни места го нуди и проектот 3И. Тоа е инвестиции, инфраструктура, извоз. Бидејќи сметаме дека од сега натака и до сега тоа важеше, меѓутоа не сме биле свесни за тој момент. Со нашето време, и затоа бараме шанса од граѓаните да ни дадат да го отвориме тоа време, да создадеме услови да секое формирање на предпријатие во Македонија од домашен инвеститор мора во својата основа, во визијата на основачот на предпријатието да има дека тој треба да извезува, а не да продава на македонскиот домашен пазар кој е тесен, кој не е таргетиран, нема целни групи кому треба нешто да продадеме, кој е обременет многу со политика, со геостратегии, со геополитики внатре во Македонија, па имате стопанска комора на македонци, па имате стопанска комора на албанци и така натаму, така да сето тоа го намалува домашниот пазар. Не може, мала е земјата, мал е пазарот, нема луѓе, нема потрошувачи, луѓето се иселуваат од земјата, тоа дополнително го намалува пазарот, така да ние сме осудени да направиме амбиент, а тоа владата го прави со своите мерки и политики, да направи амбиент каде што ќе обезбеди простор на македонските предприемачи сегашни и идни, што е многу важно, мора да ги добиеме нашата плејада на нови предприемачи од младата структура преку стартап бизниси, нови инвестиции, нови проекти, да извезуваат надвор од Македонија, пред се на балканските пазари. Да, но да не го занемариме фактот дека во најголем дел од структурата на македонската економија учествуваат токму малите предпријатија. Имате ли некои посебни мерки што ги предлагате за поттикнување на развојот на Токму тоа е и проблемот. Еден од поголемите проблеми. Тоа треба да биде добрата страна на Македонија, меѓутоа не е добрата страна, тоа станува проблем. И затоа, ако го поврзам сега ова убаво прашање, концентрирано, убаво поставено од ваша страна на претходниот одговор од пред 5 минути за буџетот кога зборував, секоја влада треба да се замисли дали македонските предпријатија, мали и средни, кои се во основа сите мали и микро предпријатија,
ќе ја имаат кондицијата на среден и долг рок да го полнат буџетот на Република Македонија. Бидејќи тие секојдневно се истоштуваат. Значи, ние треба да им обратиме внимание поголемо на хероите на македонската денешница. Хероите на денешницата денеска, јас и во инаугуративниот говор како председател во Македонската опера и балет реков, не се хероите денеска тие што ќе погинат, тие што ќе умрат. Хероите се тие што ќе останат живи и ќе работат за Македонија. Денеска се знае како се работи за Македонија. Ќе збориме за политичката платформа. Денеска се хероите тие што ќе инвестираат во тој дел и мислам дека сите политики треба во тој правец додат. Да, Алијансата за позитивна Македонија го има проектот во рамките на тој проект за 100.000 нови работни места. Ние рековме дека посебно внимание со сет на мерки, сега да не го теретувам гледалиштето со мерките. Добра ли е мерката со кредитите за самовработување? Сметам дека таа мерка не е доработена мерка, значи и автоматски на тоа сметам дека е лоша мерка. Јас тоа јавно го напишав неколку пати. Не може денеска со 3.000 евра кредит за самовработување да отворите бизнис и да мислите дека ќе имате бизнис на среден и долг рок. Да, таму има една насока каде што вели дека ако се здружат 5 души предприемачи, по 3.000 евра ќе земат 15.000 евра, па ќе направат некоја фирма која ќе чини 15.000 евра. Јас сметам дека денеска во Македонија некритички е да се размислува дека и со 15.000 евра можете да направите фирма, уште на тоа ве тера да бидете и 5 сопственици внатре во фирмата. Мислам, кој не се бавел со бизнис, тоа може да го кажува дека е тоа пресилна мерка и прејака и преубава мерка за тоа. Меѓутоа, во стварноста тие мерки на крајот се трансформира само во гол трансфер на пари према одредена целна група за веројатно за политички намени. Како така, сметам дека таа мерка е лоша мерка. Што е добрата мерка? Добрата мерка е сите идеи, значи да не почнеме од тоа дека некој проценил во некој кабинет дека 3.000 евра треба да биде трансферот за самовработување. Не. Во Македонија треба да постои инкубатор. Веројатно помогнат од Македонската банка за поддршка на развојот, која е државна банка. Каде што ќе има оддел финансиски средства 100-200 милиони евра специјално за поддршка на стартап бизниси во Македонија. Меѓутоа, ако така ја поставиме работата, ако направиме таков фонд, јас тука ќе поздравам идејата и проектот на владата, каде што сега најавија пред 3-4 месеци премиерот најави дека ќе се прави фонд за подигнување на стартап бизниси во Македонија, чинам со пари од Светска банка, од околу 25 милиони евра. Значи, ја го поддржувам тој проект како таков, ако биде поставен и ако трга од идејата, а не од парите. Пред се треба да ја видиме идејата. Не е точен ставот на банките во Македонија кај што велат ние не кредитираме заради тоа што нема идеи. Не е точно дека нема идеи. Тие не кредитираат заради тоа што преголем е ризикот да ги дадете 50-100.000 евра без обезбедување кај некој млад човек кој сака да биде херој. Меѓутоа, светот измислил други форми за тоа. Тие се тие еквити фондови, ризични фондови, каде што се гарантирани од државите кои сакаат да го подигнат предприемаштвото. Зошто ние тоа го велиме? Прво, има многу млади луѓе со многу идеи. Не можејќи да ги реализираат тие идеи во Македонија, тие одат надвор. Зошто одат надвор? За да соберат повеќе пари со работа од секаков тип и потоа ќе одлучат дали ќе се вратат да ги реализираат работите во Македонија како проекти или ќе останат таму. Ние велиме вака. Зошто да го вртиме тој круг? Дајте да направиме амбиентот за остварување на идеите на младите луѓе во Македонија. Тоа значи можеме да направиме фондот да ги гарантира 100% кредитите на младите луѓе кои ќе направат фабрики. Значи тие ќе бидат строго наменски средства. Тоа нема да бидат средства за трговија, тоа нема да бидат средства само за некои услуги таму што не вредат во суштина или не ни требаат. На Македонија и се потребни фабрики. Нова вредност на зелена полја надигнати фабрики кои ќе извезуваат. Тоа со 3.000 евра не се прави, тоа не се прави ни со 15.000 евра. Минимум такви инвестиции се од 70.000 евра нагоре, 70, 100, 150.000 евра, каде што државата треба да застане. И тука има идеи конкретни. Јас се согласувам со банките, бидејќи е тоа преголем ризик за нив, меѓутоа затоа постои државата во тој дел. Процените на инвеститорите се дека тоа преголем ризик за капиталот во една гринфилд инвестиција затоа што немаме такви последните неколку години.
Па, Од друга страна ќе се надоврзам на прашањето за малите предпријатија кога зборуваме за средните, колку им оневозможува на инвеститорите доцнењето на повратокот на ДДВ, што предпоставам дека вие ќе се обидете побрзо да го сервисирате вашиот долг. Значи, враќањето на ДДВ е директно зависно од тоа колку се полни и со каква динамика се полни буџетот на Република Македонија. Тоа е одговорот на прво прашање кога реков дали една влада, еве нека не е оваа влада, нека е идна влада или нека била претходната влада, анализираме. Дали се свесни кога се расфрлаат со трошоците, како има една српска изрека, вика смањи доживљај, молим те, значи кога се расфрлаат со трошоците, дали се свесни, дали ќе ги полнат ставките во буџетот. Значи, враќањето на ДДВ е директно зависно од тој процес. Да, владата на Република Македонија, според моите анализи и пратења, беше минатата година во тешка таква криза, притисна стопанството, мораа да се задолжат и да го вратат ДДВ-то. Оваа година мислам дека е постабилно, мислам дека и малку посвесно придуваат околу тие проекти, поголеми, поробусни проекти што ги финансираат, така да тоа не би требало да биде проблем ако државните политики се поставени како што треба. Но имате вие право, на среден рок македонската економија мора да продуцира нови компании. Заради тоа што многу компании се затвараат во Македонија. Зошто се затвараат? Заради структурна неликвидност и несолвентност. Знаете, во Македонија загубите се социализираат. Ние денеска не знаеме кој внатре, кој на кој колку должи. Која фирма на која должи. Од друга страна ќе речат, ни треба пари, а точно е потребно е пари во економијата, за да се отфитиме едни од други, значи да си ги вратиме долговите. Меѓутоа овде станува збор сега за солвентноста. Некоја компанија и да се раздолжи, таа во суштина не создава профит и таа не може да биде солвентна компанија, бидејќи вие таа компанија која извадите на чист пазар, таа ќе пропадне. Значи ние на некои фирма не е човек. Значи фирма е правно тело. Значи на некои фирми треба да им создадеме и достојни услови да умрат. Значи како такви. Значи тоа значи да ја направиме конкуренцијата да биде силна и пазарна. Но јас велам пред тоа. Треба да ги направиме сите можни услови. Пред тоа да го направиме. И пред да кажеме дека да, пазарната економија еден од своите начела има и банкротот е категорија на пазарната економија на крајот на денот. И банкротот не е ништо страшно. Банкротот може да биде добра хемотерапија за да се продолжи потоа пак да се работи. Но претходно треба да ги создадеме услови. Прво прашање, што го поставува и Алијансата за позитивна Македонија и гради мерки на таа тема е. Пристапот до парите. Пристапот до ефтините пари. Дали македонските деловни луѓе, предприемачи, менаџери, директори на компании, извршни директори, оснивачи, инвеститори, имаат лесен пристап до финансиски средства во Македонија? Како се зима кредит во Македонија? Имаме ли инструменти за полесно прибирање? Да не мора да оставите ви огромни хипотеки во залог и обезбедување, да можете брзи пари да земете денеска да платите нешто, со тоа се обезбедува ликвидноста, премостување. Тоа се мерки кои во суштина ја подобруваат состојбата на пазарот на македонските компании и каде што државата ја исклучуваат од игра во тој дел. А се додека тие мерки ги немаме, ние секогаш се обраќаме према државата. Тука некаде го гледам и оној мотив кај менаџерите исклучиво да работат со државата и само со државата, заради тоа што тие сметаат дека таму е најсигурно и со малку лобирање и политички врски можете и лесно да се наплатите во тој дел. Меѓутоа тоа е ретроградно, тоа ја руши економијата и како што гледаме, евидентно е домашните инвеститори во голем дел се удрени во крило во последните години, лошо име, не име најдобро, на македонскиот пазар, токму заради ваквата состојба. Веројатно причините треба да се бараат и многу подалеку во минатото. Ќе споменам приватизацијата која ја неколку пати ја споменувате и зборувате за неа, начинот на кој што беше изведен, кои се директните последици од транзициониот процес сега за македонската економија. Значи јас во неколку наврати кажав дека македонската приватизација е една од најлошите приватизации направени во Источна Европа. Заради избраниот модел или заради нешто друго? Да. Или заради значинот? Значи, во Источна Европа, во посткомунистичкиот период, тоа е една од најскандалозните и најлошите приватизации. Сега има овде два момента. Моделите, кои се бирани со дигање на прсти во парламентот и сами по себе тие се легални модели.
Од друга страна, овде, сега ако ми дозволите мало политичко кроки во тој дел, во тој период кога се носеше законот за приватизација, ние што повеќе памтиме од тој период, знаеме дека Љупчо Ѓоргиевски и Петар Гошев како коалиција ги бойкотираа изборите и не влегоа во парламентот. Јас денеска тврдам дека еден од нив да имаше во парламентот, а тие немаше да бидат еден, тие ќе бидеа добра опозицијска група внатре во парламентот, ќе го менуваа текот на гласањето во законот за приватизација, кој се смета за проект на столетието за Македонија. Зошто е проект на столетието? Заради тоа што Македонија 50 години пред тоа живееше во комунизам, а претходно немаше развиена пазарна економија со приватни компании. Ние практички во комунизам 45 година влеговме од еден феудализам, каде што имаше чифлици, а немаше фирми со уредено управување. Сега, приватизацијата во Македонија помина со големо количество криминал и корупција. Зошто? Заради тоа што се купуваа фирми за по 50.000 евра. Ај Скопје. Меѓутоа, низ внатрешно, знаете какви фирми се продаваа за 20, 30, 50, 70, 100.000 евра. Денеска тие фирми само во згради да ги продадете, чинат по 1,5, 2, 3 милиони, само 10 години потоа. Значи, таква разлика во купо-продажба никаде во свет не постои во зоната на некретнини, например, на пазарот на некретнини. Сега, што е, ајде да речеме дека и тоа не е најголемиот проблем. Најголемиот проблем овде е што така узурпирани компании денеска се во рацете на луѓе кои единствено размислуваат како да ги продадат. Погон по погон, машина по машина, старо железо по старо железо. Значи во тој дел. Тие не се ориентирани да работат, да ја реконструираат, да ја реструктурираат компанијата, да ги вратат старите производи и програми на времето кога биле во 70-тите години, во 80-тите години актуелни, да направат поголем обем на производство, извоз на Балканот и така натаму. Зошто? Заради тоа што не знаат. Тие немаат способност, за волја на вистина не ги оспособија ни своите деца во тој период да станат барем тие добри наследници на тие семејни бизниси. И јас многу пати велам дека од компании направија семејни чифлици, пашалаци, каде што денеска статусен символ на една таква фамилија која поседува некаква фабрика е детето да му заврши факултет устранство ако може, не во Македонија, да му купи Мерцедес, да му купи стан во Виена, да му купи вила во Грција или стан во Солун. Веќе се помина периодот и стан во Скопје да имате. Знаете, сега веќе им порасна апетитите и фактички и да го одржува бизнисот. И да го одржува бизнисот на тоа ниво да може да ги плаќа кредитите земени по основ на станот. Меѓутоа тоа знаете во економијата како се вика? Испумпување пари од бизнисот се вика тоа во економијата. И затоа нашите компании ден из ден се повеќе пропаѓаат. Сега, тие луѓе кои ги водат тие компании од 95-та година па наваму, тие поради чувството дека се немокни на во македонската економија и поради својот себичен и лакомски нагон, ова што го кажав пред малку, тие луѓе полесно им беше да се врзат во политички опции, во партии, и затоа денеска помалку или повеќе, секоја чест на исклучоци, сите газди на компаниите од приватизацијата, дома семејни пријатели им се или владиката од православната црква поглаварот, или некој од митрополитите, или некој од политичарите, или лидерите директно, и се создава една каста на луѓе кои од едната страна имаат потреба да се крстат во Господ за тоа што го направиле во претходните 20 години, од друга страна имаат потреба да бидат со лидерот на актуелната политичка партија која е на власт, за да може да го одржат тој бизнис преку тендерите. Значи, тоа е, до тука добацува македонскиот газда, собственик, денеска. И сега, што е трагедијата? Друг проблем е, да, ќе ми дозволите. Друг проблем е што токму купувањето на одредени фирми за овакви суми, ниски за кои што зборуват, и овозможи на газдите на истите монополистичка позиција на пазарот и општо во македонската економија сме сведоци дека голем дел од компаниите се држат или монополска позиција или пак дуализам на пазарот. Тоа чувство на немок, да не можат да излезат на странски пазари, имате и добри примери во Македонија. Имате фирми, на пример, каде што 80% е извоз. И вие не знаете дека тие луѓе заработуваат прилично, прават огромни профити, извезуваат огромна стока,
роба, производи, меѓутоа тие немаат ништо со владите на Република Македонија, било која влада да ја земете. Проблем се овие кои се во поголем број, за волја на вистина во Македонија, и затоа Македонија го има тој дебаланс и историски проблем. Тие се узурпатори на пазарот. Се врзуваат со политички елити. Во таа врска, ненормална се ова корупција, заради тоа што политичарот за да ви донесе закон каде што во некој амандман стои дека пазарот ви е заштитен, во суштина, скапе влезот на слободни играчи на пазарот, тоа кошта. И вие тоа треба да го платите. И Македонија е толку мала, има толку малку луѓе во политиката и во тој во таа секта на менаџери, каде што тоа игра. И заради тоа нашиот пазар е високо монополизиран. Значи имате абсурдни дејности каде што вие реално не можете ни да помислите да влезете на тој пазар со малку пари. Вие морате да имате многу пари, мора да сте политички играч, заради тоа што и да имате средства, вие ако не сте во актуелната екипа, вие не можете да го играте тоа. Заради тоа ние и како Алијанса за позитивна Македонија спремаме, подготвуваме сет на мерки за демонополизација, за деинституционализација, за либерализација на институциите, на системот во делот на формирање на нови предпријатија во одредени сектори и за уривање на тие митови дека треба да се работи исклучиво со државата. Да се разбереме, со државата мораме да работиме заради тоа што кога е таа инвеститор, таа нормално дека прави тендери и за инвестициите што ги прави мора да вработува компании. Но не можете вие да ја земете фирмата и 3/4 од работното време во текот на денот да ви биде контакт со некој министер, со премиерот, со некој друг во таа зона на политички одлучување и така натаму, и целото богатство да го градите за тоа. Заради тоа се појави тој монополизам во Македонија кој е задушувачки, го окупира целото граѓанство, демотивирачки е за работа и еден голем дел од белата чума на нас што ни се појавува, во суштина се појавува како директен производ на таа инфериорност на младите луѓе. Ако велам младите, не велам дека се зелени, него тоа се луѓе во полниот суд на својата деловна способност после 25 години, кога тие треба да се оспособат за ризик, за храброст да влезат во бизнис и така натаму, и тие мерат 10 пати и на крајот најчесто одлуката е не, заради тоа што едно е да ризикувате на пазар, на тотален пазар, а друго е да ризикувате во однапред изгубена битка кога знаете дека таму нема да успеете. Тоа е лудост да ризикувате во таква ситуација. Да, премиерот неодамна побара од бизнисмените по голема општествена одговорност, делење на профитот со оние на кои што ми им е потребна помош. Некои аналитичари и медиуми видоа и вперен прст кон вашиот сопартиец Минчо Јорданов, кога премиерот зборуваше за одговорноста на стопанствениците. Една од пораките која што беше упатена се однесуваше и на имплементација на оние стандарди за заштита на животната средина, алудирајќи овде на Макстил. Дали ја гледате оваа порака како директна закана за Алијансата за позитивна Македонија? Не, ние цениме дека премиерот е под притисок на еколошките здруженија, под притисок на дневна политика, понекогаш, знаете, морате да играте, работате и дневно политички и така натаму. Не ќе да ги коментирам изјавите на премиерот во моментот, иако ги слушнав со големо внимание. Јас само ќе кажам дека Македонија има еколошки проблеми. Како и секоја земја која се бори да се индустриализира, да целото ова интервју денеска што го водиме во делот на нови фабрики, нови предпријатија и така натаму, тоа подразбира и нарушување на екосистемите во Македонија, така да ние секојдневно го нарушуваме екосистемот во Македонија и еколошките проблеми се евидентни. Ако не е Макстил или Југохром или Фени, тогаш ќе биде некоја друга текстилна фирма или хемиска фирма која се појавува и така натаму. Значи, да се разбереме, македонската железарница постои 60 години. Нити почнала пазарната економија со македонската железарница, нити ќе заврши. Значи, Макстил не е нити последна, нити прва, нити последна компанија која ги има тие проблеми во тој дел. Колку што јас знам. Но е најголема. Колку што јас знам. Еден од најголемите загадувачи. Да, во серијата загадувачи кои биле, меѓутоа, во моментот, Скопската железарница, во делот на Макстил, прво не е компанија која клучно загадува во Скопје. Загадувачите во Скопје се некаде на друго место. Имаме ние 80.000 увезени половни автомобили, например. И никој не го отвара тој проблем дека откако е либерализиран увозот на половни автомобили,
во цела Македонија се увезени околу 80 и нешто илјади половни автомобили. Дали се сите тие со еколошки стандарди? Прашање е за тоа. И така натаму. Сега да не редам сите други загадувачи кои се појавуваат внатре. Да не бегам од прашањето, да не речете останавме без одговорот. Силни инвестиции во моментот се прават во Макстил, не во моментот сега, туку се правиа и порано. Значи така да таа тема е малку задоцната што е отворена од еколошки аспект. Значи стандардите Макстил ги задоволува. Заради тоа што е задоцната од еколошки аспект, можеби ова беше политичка порака. Видете, ова се случува во период кога и самата влада е свесна дека сега утре да добиеме датум за преговори со Европската Унија, имаме ние точка каде што вели екологија. Во екологијата државата не може да избега, како што државата не сака да избега да биде економски играч, пазарен играч, таа се вметнува себе си на пазарот со тендери, со бизниси и така натаму, таа исто така не може да избега овој пат од обврската дека треба да биде играч и чинител во создавањето на целиот еколошки амбиент во Македонија, да биде одржлива еколошка политика, која ќе биде испорачана према Европската Унија како услов на Европската Унија во една од главите. Од тука сакам да извлечам заклучок дека создавањето на добра еколошка атмосфера во Македонија не е само тема на компаниите, тие да го направат тоа, туку тоа е една заокружена акција на сите чинители во таа политика. Значи тука е и пазарните субјекти кои инвестираат, меѓутоа и државата со своите мерки, што треба да ги направи и со својата помош кон индустријата, за да го направи тоа полесно. При тоа кога велам помош, тоа не значи дека само парична помош е во игра. Бидејќи сега, знаете, кога ја во неколку интервјуа назад зборував за помош на државата во тоа, тие велат, да бе сега треба државата да даде пари да на Макстил му биде поарно. Не е тоа поентата на приказката. Подолго време назад Макстил инвестирал своји средства во еколошкиот проект за незагадување. Овде е поентата државата да има малку поголемо чувство за тоа кој го создава бруто општествениот производ во Македонија, кој вработува илјадници граѓани во Македонија, колку семејства живеат од тие луѓе, кој плаќа даноци во оваа држава. Повторно се вратам на клучното прашање од денешното интервју. Значи, дали поедини инвеститори кои имаат храброст сите своји заработки да ги инвестираат во оваа Македонија, во оваа држава, дали тоа државата со своите рецепторни органи го чувствува дека еден таков инвеститор од тој ков, како што е Јорданов, на пример, има отворено десетина фабрики кои добро работат во Македонија и кои не се загадувачи, него се клучни фабрики во одредени сектори кои ја подобруваат крвната слика на македонското стопанство. Например, малце треба да се има емоционална интелигенција за сето тоа да се разбере и да се стави во еден систем и да се гледаат работите малку пореално и по на земја. Инаку никој не бега во Македонија од еколошките проблеми и премногу е тоа некако нафурана тема дека еве сега во Македонија се е решено, остана уште сега екологијата загадувањето да се речи по тој остав. Не бегам од одговорот на крајниот одговор на прашањето. Се работи на проект за надминување на проблемите со екологијата во Макстил. Да, нема впечаток повторно дека ми одговорите, затоа што прашањето беше линк за прашањето од дневна политика. Како и да е, она што беше актуелно, тоа е вашата, да не ја речам, кавга со Петар Гошев. Добро. Не доаѓа случајно. Тој е еден од можните кандидати на опозицијата за председател. Вие сте еден од, би рекол, повеќе сигурните кандидати за председател од Алијансата за позитивна Македонија. Ќе ми одговорите на тоа дополнително, да. Како и да е, од каде доаѓа, што беше поводот за вакви остри критики упатени на адреса еден на друг. Ве нарече Крлеш. Овде мислеше на тоа дека вие, да не се изразам вулгарно, ќе го цитирам, Гошев, знаете од кого и за кого цицате. Тоа е она што беше индикативно во таа негова изјава. Да. Овака сега, мора малку хронологија да употребам за како дојде до таа ситуација. Ќе тргнам од последното. Јас во едно последно интервју на една од националните телевизии реков дека прво на моите зборови и навреди упатени во одговорот на навредите на Гошев,
препознав претерување и му се извинив. И го повикав тој да го направи истото. До овој момент, додека ние го правиме интервјуто, а тоа е 6 дена после тоа интервју, јас немам добиено повратно извинување од господинот Гошев, што само укажува на менталниот склоп на таа личност и на вистинските намери зошто тој тоа го кажа во тоа. Исто така, политички, ако треба да анализирам, тој мислам дека сериозно се надева дека ќе биде кандидат за председател, па заради тоа некако му е поразително да се извинува сега на еден крлеш. Меѓутоа, ако тоа го ставиме во системот, на тоа каков треба да е ликот на идниот председател на Република Македонија, чинот што го направи Гошев, кој прв ме нападна со такви погани зборови, само кажува каков председател ние ќе имаме утре, доколку победи. Јас лично, како граѓанин на Република Македонија, како граѓанин овој пат, никогаш не би гласал за таква ментална матрица, каде што човек кој буквално целиот свој работен век го поминал, користејќи ги благодетите на буџетот на Република Македонија, и кој што ништо приватно нема направено во животот, бар ја не знам, нека ме демантира, да се нафрлува на човек и да го нарекува крлеш, кој нема една минута во јавна администрација поминато, кој нема ниту еден денар земено од државата во вид на помош, и кој 15 години е на чело на компанија приватна која е формирал со 15.000 марки, а денеска прави близу 1 милион евра промет во компанијата, а тоа е компанијата Capital Media Group, која е основа во 1999 година. Сега, јас во интервјуто во Миленко Неделковски шоу реков дека Петар Гошев, според мене, не треба да биде кандидат на, и со тоа имам право да го кажам тоа, нели, ова е слободно општество, не треба да биде кандидат на Нема морален кредибилитет заради тоа Нема морален кредибилитет заради тоа што работел во времето на кога е ВМРО ДПМН на власт, бил 5 години гувернер на Народна банка на Македонија, каде што можел директно преку пресконференции да влијае преку неговиот став, а да не речем и со оставка ако треба, да влијае на финансиските политики, на фискалните политики на владата на Република Македонија, а тоа го направи еден ден откако се повлече од функцијата, кога не успеа да истргува нов мандат, го направи уште веднаш ја нападна политиката на владата, еден ден ми се чини во интервју за, сега веќе не постои тој магазин, граѓански. Го направи тоа. Значи, тоа е непримерно, тоа е политички некоректно и некултурно, и заради тоа ја го кажав тоа. Значи, тука го губи моралниот кредибилитет. И само тоа го кажав. Потоа, од каде му е таа негативна енергија и таа длабочина на омраза, на говорна омраза кој го употреби во таа изјава, јас самиот се зачудив, бидејќи јас Перо не го знам за таков човек. Тој секогаш бил одмерен во своите изјави. Ова беше некоја изјава со кој мислам дека он политички се погреба и евентуалната кампања која би ја правил, бидејќи тоа ќе му излезе во кампања. Кој е најсериозен кандидат натре во алијансата за председател на следните избори? Ние ќе имаме наш кандидат во Алијансата за позитивна Македонија. Кој ќе биде тоа не можам да откријам се уште, бидејќи нашиот кандидат дефинитивно е сериозен кандидат, еден од посериозните во Македонија што би ги имала Македонија во понудата за председател. Меѓутоа од деловни причини, од внатрешни причини партиски, ние имаме принципиелен договор да не го кажувам името на тој човек. Јас навистина немам голем одговор. Имињата на кандидатите ќе се знаат релативно брзо, значи можеби веќе некои решенија ќе се знаат и пред Нова година кај партиите, веќе кој што гледате и се лицитираат со некои имиња. Не можам да демантирам или да потврдам дали е тоа така како што се слуша, меѓутоа пак ќе кажам, ќе се знае многу брзо, така да сите одговори овој период на тоа прашање се такви. Мислам би било политички некоректно да кажувам име конкретно заради тоа што едноставно така одлучивме во тој дел.
Ќе завршам со вашата матична професија. Капитал Медија Груп, рековте, основана 1999 година, една од ретките успешни медиумски приказни во Македонија. Вие во еден период бевте главен одговорен уредник на Алфа телевизија од 2009 година. Директор и главен уредник. Да, директор и главен уредник. Бевте заменети потоа. Алфа во меѓувреме смени и уредувачката политика. Како оцените состојбата на медиумите? Многу кусо затоа што сме на крај. Многу лошо. Атмосферата во медиумите во Македонија е многу лошо. Прашање е дали ние во Македонија веќе имаме медиуми или имаме пропаганда. Поради тоа што треба се прави разлика помеѓу медиуми и пропаганда. Јас мислам дека во Македонија влада е пропаганда, која не е продуцирана само, да бидам политички коректен сега, не е продуцирана само од владеачката структура во Македонија, туку као што гледаме добро парира и опозицијата со своите медиуми. Така да, мислам дека Македонија и македонското новинарство е заложник на неспособните политики и на неискрените намери на основачите на медиумите во Македонија. Значи, основачите на медиумите се луѓе кои доаѓаат од бизнисот. И поради нивната неспособност во бизнисот, на нив им треба алатка, им треба бастун со кој ќе се потпрат и да бидат блиску до државата. Така да, сега овој пар медиуми се блиску до државата. Утре да се смени власта, уште сега ги препознавам луѓето кои ќе дојдат во дворот на таа влада и ќе бидат истите овие што сега ова вака го прават. Сега ќе речете од кај знаеш. Па така беше. Така беше пред 2006 година. Така да, ние луѓето ги знаеме 23 години, како што велиме дека едни исти политичари на политичката сцена се појавуваат, така и едни исти главни уредници цело време владеат. Сега ќе речете дали сум јас дел од тоа. Капитал Медија Груп е основан со средства кои не се добиени на грант од некаде. Тоа се пари кои извадени од новчаникот на мајка ми и татко ми. И се инвестирани. Зориков една од ретките успешни приказни. И силна приказна која е цело време независна и центристичка. Ние денеска одговорно тврдам. Ние немаме земено добиено пари од ниту една влада на Република Македонија. Ниту една. Немаме реклами, или да има нешто ситно е тоа се некои големи пропаганди каде што не можат да не промашат, некои кампањи огромни каде што не личи да не промашат, нели, во таква една ситуација и така натаму. Меѓутоа, во структурата на приходи 90%, 95% од приходите на Капитал Медија Груп се пазарни приходи на клиенти од македонската економија. Така да, ценам дека новинарството денеска е заложник на тие неискрени политики, на некои големи луѓе во власта и во опозицијата. На еден начин тоа се борба на суети и ега, си покажуваат кој може да биде по-валкан во политичката игра, пониску да падне, ги имаат ексклузивните информации за себе, за некои дворски игри, па си ги подметнуваат внатре, и заради тоа мислам дека медиумите денеска се алатки и продужени местни и општински или централни комитети на партиите, каде што лидерите во немоќта да ја водат државата стабилно и со, како што се вели, со својата политика и разум, се подпираат на овие помошни алатки, што треба да биде. Никаде во светот медиумите немаат улогата како што ја имаат овде во Македонија, да бидат дури и пред партиите напред, да ги кажуваат, да ги креираат нивните политики и така натаму. Да гледате вие вести и како политичари утре да носите одлука врз основа што ви кажал водителот на вести. Тоа е ужас. И тоа е пропаганда, тоа не е медиум. Привршуваме. Може да се закопча повторно погрешно закопчаната кошула, оптимист? Мојот мотив да влезам во политиката е искрен настап и нашата погрешно закопчана кошула, особено на генерациите кои се зачнати во греф, а тоа е во почетокот на транзицијата. Генерациите родени 82, 3, 4, 5, 6 до овие генерации кои се сега полнолетни. Во тој дел, јас многу пати ги велам генерациите кои не го знаат Тито, или во тој дел, да имаат достојна можност да ја раскопчаат кошулата и да ја повторно закопчат. Со сите мерки и политики што Алијансата за позитивна Македонија ги има подготвено и ги спрема за таа работа. Ние мора да направиме коректив во нашето општество. Оваа држава нема да одржи долго на политичката сцена, на политичката мапа во светот, ако не се раскопча погрешно закопчената кошула. Заради тоа што народот ќе ни избега, смислата за постоење на државата се губи ако нема народ, ако нема деловна активност,
ако нема зрачење на културни и политички вредности према светот. Зошто би постоела државата и зошто некој би ја толерирал оваа држава, а не би била оваа држава некаков протекторат, ако таа држава од внатре ги нема внатрешните потенцијали да биде самоодржлива. Во светот денеска се барат, денеска имате голема привилегија да бидете држава. Знаете, во светот има 200 држави. Во светот има само 200 премиери, а 7 милиарди народ. Значи, вие имате, со правото на државност, вие сте добиле право да признавате држави, да отпризнавате држави, да креирате меѓународна политика, да вашиот глас се слуша во Обединетите нации. Тоа се огромни привилегии и права. Зошто некој би ве толерирал во таква една ситуација? Вие морате да покажете, ние мораме да покажеме силен капацитет и да се подпреме на силината на домашните, на нашите синови, керки, на нашиот народ и да ја покренеме државата напред. Се знае тоа како се прави. Си има држави кои успеале на тој пат. Македонија, за жал, освен што регистрираше држава во 93-та во Обединети нации, ние државата денеска не сме ја направиле. Ние треба да ја направиме нашата држава и тоа е онаа метафора со криво закопчаната кошула која мораме да ја раскопчеме и повторно да ја закопчеме. Да. Господин Зеков, благодарам за гостувањето. Ви благодарам за просторот. Versus со Горан Лалов.